И ние си одиме во овој случај, нема над инспекторот што над увидот на инспекторот што да се направи. Надлежен орган постапувал, постапката треба да се затира, бидејќи другиот примен кандидат е проверен. Постапката е проверена од надлежен орган, што сега да не ги преземе ингеренциите на државниот инспекторат во овој случај. И има доставено сите списи во прилог, извршен увид и вели дека нема прекршување во овој случај. Пример е кандидат, како што се бара по условите, а проценката на нијансите е работа на интервјуто кој како што постава. Благодарам. Предлогот на Нури го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Ката. Предмет број 12, 21, 25. Ова е од непознат подносител анонимна пријава за градоначалник на една општина со наводи дека незаконски доделил вршал работи за време на изборите. Имено наводите се однесуваат за сомнежи за злоупотреба на градоначалникот, дека во периодот на време трајање на изборна кампања за предвремените парламентарни избори, ова е во 2020 година, градоначалникот овозможил ископ на природен тампон од локација, односно парцела, која што е во собственост на самата општина, и тоа без регулирани соодветни договори во корист на приватно предпријатие од соседна општина. Наведено е дека машините и камионите на субјектот кои вршеле ископ околу депонија во близина на општината го доставувале тампонот во индустријска зона која подосна се користел за инфраструктурни зафати. Кон пријавата се доставени фотографии и видеа од вршење на ископ, кои што се прикажани одреден тип на возила, машинерија, и дека наведено е дека општината склучила договор за набавка, транспорт, поставување на тампонски слои на две улици, меѓу кои и улица во индустријската зона, која што е со правниот субјект, од каде произлегува сомнеж дека ископот на природниот тампон од државно земјиште ќе се употребува за реализација на договор од јавната набавка. За да ги провериме овие наводи, ние се обративме до општината која што е наведена во пријавата, но се обративме и до Министерството за економија за да ни дадат податоци и информации дали е издадено соодветно одобрение за вршење ископ на наведената локација, односно во општината која што е наведена. Општината која што е предмет на оваа пријава кажа дека не кажа многу големи, не достави некои податоци, информации, единствено дека нема склучено договор за наведените активности, но од Министерството за економија добивме допис во кој што е кажано дека субјектот кој што има доделено договор за тампонирање на улици има склучено договор за концесија за експлоатација на минерални суровини, но не на местото кое е наведено во пријавата, туку на сосема друго место во друга општина. Откако ги добивме овие документи и информации, видовме дека сме недоволно информирани, односно дека сме кратки и ни требаат уште повеќе информации за ова, така што се обративме до Министерството за животна средина и побаравме до Државниот инспекторат за животна средина и побаравме надлежно постапување, односно да биде извршена соодветна инспекција на локацијата околу депонијата која што е наведена како локација каде што се врши нелегален ископ. Како ненадлежни, Државниот инспекторат за животна средина нашето барање го упатил до Државниот инспекторат за техничка инспекција. И во овој момент морам да изразам голема благодарност до државните инспекцијски служби, што не само во овој предмет, него и по другите пријави по кои што имаме работено навистина ажурно и одлично си имаат завршено работата, така што
извештајот кој што го има добиено од Државниот инспекторат за техничка инспекција навистина содржи доволно информации и податоци за кои што ни беше возможено да ја донесеме оваа одлука по овој предмет. Имено за што се работи, Државниот инспекторат за техничка инспекција направиле увид во просториите на правниот субјект кој што е наведен како корисник на договорот, кој што врши ископ, и не е констатирано дека фирмата го вршила ископот како што е наведено во пријавата. Утврдено е дека за потребниот тампон субјектот вршил набавка, зашто било значи не од ископ, него од друго извор од набавка, бидејќи се приложени сметководствени документи, односно фактури и испратници. Од увидот во документацијата за опремата која што е наведена во пријавата дека е користена на лице место, а која што е поседувала пријавената фирма, била приложена документација со која се потврдува дека возилото е набавено во текот на 2021 година, а пријавените настани се однесуваат за 2020 година, што значи не се одвесува сликата, не е таа. Што се однесува до ровокопач, кој што исто така е фотографиран, од документите на фирмата се видело дека воопшто не поседува таа фирма со таков вид на возило. Инспекторатот исто така утврдил дека фирмата поседува некој вид на камион Кипер, како што не е представен на фотографијата, односно се однесува за друго возило. Исто така имаат извршено и анализа на материјалот на тампонот кој што се копа од местото кој што е наведено во пријавата во однос на тампонот кој што е поставен на улиците и е констатирано дека по составот не одговараат, што значи не се врши ископ за да се тампонира, туку како што кажав претходно дека тампонот е набавен од друга локација. Поради сето ова што е утврдено од страна на Државниот инспекторат, констатиравме дека наводите не можат да се потврдат од причина што надлежните институции не констатирале незаконски активности во врска со наводите од пријавата, бидејќи пријавителот е анонимен, односно нема податоци и информации, не можеме да добиеме дополнителни податоци во однос на тоа, така што предлагам да запреме со постапувањето по овој предмет поради непотврдени наводи. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму, Шемси. 09 Извини, совче. 09-71-57. Оваа пријава е поднесена од непознат подносител и со сомневања за можна акумулација на функции, именно за што станува збор. Во пријавата се наведува дека член на програмски совет на ЈП Македонска радио и телевизија е истовремено дека извршува и друга функција и го прикрива зголемувањето на имотот. Во пријавата пријавителот наведува дека лицето за кое се однесува, покрај тоа што е член на програмскиот совет на јавното претпријатие Македонска радио телевизија, дека е и раководител на подрачно оделение на Центарот за управување со кризи во Свети Николе. Односно делот на пријавата која се однесува на зголемувањето на имотот, ние со службена белешка отворивме предмет во оделението за имотна состојба што во моментот се работи, бидејќи пријавата е одскоро, така да таму се уште немаме некакви посебни резултати. По разгледувањето на водите од пријавата кои се однесуваат на акумулација на функции, ДКСК констатира дека во конкретниот случај нема повреда на одредбите од нашиот закон, односно раководител на подрачно оделение на Центар за управување со кризи не влегува во категорија на избрани именувани лица и согласно член 8 став 1 од ЗСКСИ, односно во конкретниот случај не постои повреда на членот 44 став 2 од нашиот закон. Оттаму предлагам ова пријава да се утврди затоа што ние не презедовме ниедно действие, осведно службено што
ги констатиравме работите согласно нашиот закон и согласно евиденцијата во нашиот. Предпоставувам дека луѓето ги буни тоа, пошто тие ги викаат како директори во градовите и за да, тоа тоа се збунуваат. звања. Иначе по редот на нештата... Добро, ръководителите на предлогот на самата- Совче го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Одиме понатаму, Шемсе. Предмет број 12, 1862. Пријавата е од познат подносител. Во пријавата се содржани наводи дека тогашен градоначалник на една општина противзаконски ја назначил лицето ВД директор на едно основно училиште. Согласно наводите во пријавата, истата наводно немала завршена обука за директори, не ги исполнувала законските услови утврдени со членот 118 Закон за основно образование и реда некои други работи. Ние заради потврда на овие информации се обративме до Државниот просветен инспекторат да изврши инспекцијски надзор во таа постапка за тогашното назначување на ВД директорот. Тие вршиле вонреден инспекцијски надзор, ги доставиле податоците навремено, иако е навремено според некои други предмети што ги имавме, бара извинување што малку задоснен заради тоа што инспекторот имал некоја телесна повреда и не бил некој време на работа, малку осуден, но без оглед на све податоците им се дојдени и спрема записникот што го направил не констатирал неправилности, односно во насока на тоа наводите што се наведува дека не поседувала испит за директори не се потврдува, фактички имала и тој документ го имала и други документи ги наведува во информациите што ни ги доставува, значи уверение за државјанство, потврда дека има најмалку 5 години работно искуство, соодветни сертификати за познавање на еден од странските језици, англиски, француски и германски. Така да по сето тоа што ни доставуваат се констатира дека наводите во пријавата не се потврдени и предлагам постапката по овој предмет да се запија и предметот да се архивира. Добро, предлогот на Шемсе го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Горан. 3565 12. Предмет оформен врз основа на познат подносител, доставена преку адвокат, се однесува за сомнежи за несовесно постапување на службени лица, работени во Комисијата за денационализација Центар Гази Баба, со седиште во општина Центар, за територијата на општина Капуш. Пријавата е сукцесивно надополнета. Од увидот во содржината на пријавата, доставените докази, како и побараната документација од ДКСК, од Министерството за внатрешни работи, од Комисијата за денационализација, потоа од јавното обвинителство за организиран криминал, МВР, беше констатирано дека друг орган, односно јавното обвинителство, постапува и веќе презема действија по овој предмет, поради што отпадна основа од ДКСК за понатаму да постапува во конкретен случај. Затоа предлагам предметот да се запре, бидејќи друг надлежен орган постапува по него. Добро, предлогот на Горан го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатамо, шести круг, така? Ајде. Предмет број 12, 33, 32. Овој предмет е оформен врз основа на поднесена пријава од познат подносител. Пријавата се однесува на јавен оглас за вработување во Фондот за здравствено осигурување, објавен декември 2020 година
ispravka na javен оглас објавена истиот месец, значи 2 дена по објавувањето, на кој пријавителот аплицирал за вработување на работно место со работник за контрола во здравствените установи. Имено пријавата се однесува на тоа дека огласот бил објавен 22 декември, а крајниот рок за доставување на пријавата бил 24, со што пријавител смета дека е краток за да се обезбеди целокупната документација која била наведена во огласот, а која треба да се достави во оригинал или заведена на нотар при аплицирањето. Пријавителот ја доставил неговата апликација, пријава на огласот за вработување на ден 25.12 и самиот во пријавата поднесена до ДКСК наведува дека е после крајниот рок за доставување наведен во јавниот оглас. А и укажува дека дел од документацијата ја поднел во копија, што не било согласно насоките од огласот и исправката на самиот оглас. Исто така пријавителот во доставената пријава до ДКСК наведува и дека добил известување од страна на фондот на ден 4.12, само да, на датум кој се претпоставува дека е погрешно напишан, веќе се е пропуштено да се каже годината во информацијата добиена од некој, што да, тоа е техничка грешка, со образложение дека апликацијата е одбиена заради ненавремено и заради што документацијата не е во оригинална форма или со заверка од нотар. По мене ова техничка грешка не игра никаква улога, бидејќи во законот се пропишани 3 дена на минимум, и тој можел, например, тоа да го поднесе до државен просветен, државен инспекторат за труд, а не да се едноставно да го пречекори тоа што се бара во огласот, требало да биде навремен, па после да се жали. Тој тоа го пропуштил и терал по своје и доставил документи во копија, наводно да нема трошок, тоа веќе ние сме го утврдиле дека е слабост и не треба така да се постапува во однос на лекарското уверење. Другите документи треба да се достават онака како што се барат во оглас. Тој рокот го пропуштал, што е пропишан во Закон за работни односи и документите не се доставени на време онака како што се побарат. Океј. Затоа предлагам ова пријавата да се отвори и предметот да се затвори. Кој е за предлогот на Нури? Констатирам дека е прифатен. Ајде, Ката. Пушти микрофонот. Да. Предмет број 12, 41, 47, оствари 74, 41, 74. Ова е пријава поднесена од познат подносител. Се однесува, наводите се насочени кон сомнежи за намерно одолговлекување на постапка по предмет кој што се води во јавно обвинителство. Значи, наводите се дека јавниот обвинител намерно ги одолговлекува постапките. Имено за што се работи, оштетеното пријавителот како оштетено лице доставил до јавно обвинителство предлог поради сомневања за злоупотреба на службена положба од неговото вработено лице за проневера на финансиски средства, односно злоупотреба на парите насочени кон него и кон друго лице, како и да е, наводите што се насочени кон нас е дека јавниот обвинител не постапува во процесот. За да ги потврдиме наводите, односно да ги провериме наводите, ние се обративме и до надлежното јавно обвинителство, каде што се води овој предмет, но и до Советот на јавни обвинители, со цел да видиме дали навистина се овие наводи основани. Она што го добивме како одговор и од јавно обвинителство и од Советот за јавни обвинители, значи не станува збор за одолговлекување на постапката, туку дека во конкретниот предмет побарано е дополнително вештачење, кое секако треба одзема време и
средства за неговото, да се најде тоа вештак, да се направи вештачењето, да се добијат неколку резултати. Она што е најинтересно во овој допис е дека јавното обвинителство доставувало покани до странката која што нас ни ја поднесува пријавата како представник, меѓутоа тие доставници се враќале како непримени. Дали било проблем во адресата, дали во начинот на доставување, ние не можеме да навлегуваме во тоа и ние го земаме како одговорност на службеното лице, во овој случај на јавниот обвинител, но како и да е, факт е дека лицето било уредно информирано и навремено известување за постапката, а причините зашто он тврди дека не е информиран, тоа не се знае. Како и да е, значи, она што нас ни е битно е дека не постои злоупотреба на функција од страна на јавниот обвинител, дека процесот е во тек. Ние ќе го известиме по службена должност подносителот на оваа пријава, па понатаму нека се обраќа повторно во обвинителството каде што се води предметот. Така што постапката по овој предмет се запира, немаме елементи за натамошно постапување. Предлогот на КТ го ставам на гласање. Констатирам дека истиот е усвоен. Ајде, Совче. 09 58 56. Оваа пријава е поднесена од непознат подносител со наводи дека постојат нерегуларности и влијание во спроведување на постапка за избор на ректор на Универзитетот Гоце Делчев, односно проректор за инвестиции и развој на овој универзитет. И тоа затоа што лицето што конкурирало за ректор има доставено лажна изјава дека не е носител на јавна функција, иако во моментот кога конкурирал се уште извршувал функцијата проректор за инвестиции. Тргнувајќи од содржината на водите, ние констатираме дека ова апсолутно не е наша надлежност и ќе предложам да се утврди со заклучок оваа пријава да се достави на надлежно постапување на државниот просветен инспектор. Нека оди, нека си направи увид на лице место согласно Законот за високо образование, да констатира дали има неправилности во постапката за избор на проректор на наведениот универзитет. И да не извести, така? Да. Но тука во принцип нели отврламе затоа што немаме ние елементи. Ако ќе не извести, го приклучуваме кон предметот, бидејќи се информираме потоа за состојбата што е констатирана. Предлогот на Совче го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Ајде, Шемси. Предмет број 12994. Предлогот, барањето е, односно предметот е оформен врз пријава на познат подносител по емейл адресата, каде што се сомнева на вработување во државниот архив, каде наведува дека во весниците, односно во порталот Курир, наведува дека во државниот архив било за позиција помлад соработник за сметководството на работење и ве информира дека се работи за лице Елисавета Марковиќ со партијеста директорот Емил Крстевски од партијата Дом, ангажирана по договор за дело во државниот архив. Понатака се наведува дека ово лице без соодветно образование преку партиски врски извади уверение за овластен сметководител без да постои законски основ. И така натака, тоа е во некој смисол од порталот како што пишувал. Ние се обративме до државниот архив за да ги провериме наводите начинот на вработување посоченото лице и навремено ни доставили информации и целокупната документација, и каде што наведува дека не известува дека државниот архив известува
дека наведеното лице никогаш не било ангажирано со договор на дело, туку еден период бил ангажиран со договор за определено време и тоа со решение 04-2438/7 од 19.11.2019 година, а на се заклучно до 34.2021 година. Од 1.5.2021 година истото лице било ангажирано со договор за неопределено време на работно место помлад на работно место согласно правилникот за систематизација на работните места во Државниот архив и понатака наведува дека лицето фактички работното место помлад соработник за сметоводственото работење во оделението за сметководство, сектор за финансиски прашања во Државниот архив на Република Северна Македонија. Онда кај наведува дека предметното вработување било планирано со годишниот план за вработување, дека се биле обезбедени средствата за финансиските средства за да се спроведување тој годишниот план. Во прилог се доставена и целокупната документација, јавниот оглас 42/2021 година, објавена на 25.2.2021 година, и дека целокупната постапка има спроведена Агенција за администрација. Така да предлогот е, пошто работното место согласно правилникот за систематизација, дека во Агенцијата за администрација е спроведена целокупната постапка, предлогот е наводите по ова пријава од познат, колку е познат, не знам, пошто по мейл е пуштено, и се мейловите можеби и не се однесуваат на лица кои го поднесуваат, но согласно тоа дека во порталот Курир беше објавено тоа, затоа и отидов со имиња ги спомнав, и така да предлогот е постапката да се запира заради не потврдени наводите од пријавата. Предлогот на Шемси оставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Горан. 316, 12. Ово е познат подносител. Поднесува и до нас незадоволен, бидејќи најавен оглас за вработување во Македонската радиотелевизија бил одбиен, а бил примен наводно кандидат по партиска основа. За проверка на наводите на пријавата ние се обративме до Управниот инспекторат и до Инспекторатот за труд и социјала, за да направат проверка дали во спроведувањето на огласот има некакви незаконитости, односно дали не е направено тестирање или друг начин на квалификацијско оценување на кандидатот. Од страна на инспекторатот, ова се согласува и Кате што вика дека инспекторатот е стварно прецизно и ова и многу добро и меѓу се соработуваат, и да е сгрешиме адресата одма препрача до каде што треба. И од инспекторатот за труд добивме известување. Тие ги проверувале сите наводи. Не само на нашите се наводи, туку и кандидатот имал доставено до инспекторатот за проверка на огласот дали е спроведен законски. Од таму е констатирано дека, односно, поточно тој оглас за вработување на новинар на определено време во редакција на влашки јазик. Од констатираното е заклучено дека направен интервју, бодови се доделени, рангирани и била донесена одлука за избор на прворангираниот кандидат. Незадоволен од таквата одлука, одбениот кандидат поднесувал приговор на одлуката, што програмскиот совет му ја одбиле и одлуката станала конечна и секоја конечна одлука може да се оспорува пред надлежен суд. Тој треба да се обрати пред надлежниот суд. За наводите на представката дека било партиско вработување, при надзорот
бил презентиран правилникот за вработување, напредување и распоредување на даватели на услуги и помошно технички лица во ЈРП МРТ, и тамо стои дека најмалку од административна селекција и интервју треба да се направи, а со одлука на комисијата за селекција може да се спроведе и друг начин на проверка на знаењето. Подносителот на преставката бил известен за фактичката состојба од инспекторатот на труд, кај што му било укажано дека конечната одлука може да ја побува само пред надлежен суд. Од констатираново и од заклучок на инспекторатот може да се заклучи дека не били утврдени неправилности во работењето на судот. И затоа предлагам предметот да се запре, бидејќи веќе постапувале, имаат постапувано од други органи, а лицето може да се да ги бара своите права на суд. Што да кажам? Беше се кажано да ти се сложи од едните па те истина да му се смее. Пена на уста. Мо? Пена на уста фати озборување. Джаве. Не знам што да кажам. Ајде, предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Предмет број 12, 3700. Значи се работи за пријава доставена од познат подносител, а во пријавата се изразува на сомнеж за злоупотреба на дискреционото право на суди од Основен граѓански суд Скопје. Согласно наводите во пријавата, подносителот во својство на тужен во постапка по тужба изразува сомнежи за дискреционото право на судиите при донесување на првостепената пресуда, една пресуда од 2014 година, една друга пресуда донесена 2016, па 2018 друга и пресуда од 2019 година, донесени сите од Основниот граѓански суд Скопје. Незадоволен од начинот на постапување на судиите во судската постапка, подносителот изразува сомнеж дека дискреционото право на судиите остава простор за остварување на правото во Република Северна Македонија и представува параван за мито, корупција и лични интереси. Воедно бара од постапување од ДКСК во овој случај, што дека тој проценил и бара да се преиспитува дискреционото овластување, ние поготово не сме надлежни да навлегуваме и да оцениме судски пресуди од наш аспект, па да процениме дали е злоупотребено дискреционото овластување. Надлежна институција е Судскиот совет. Нас ги доставил копијата, значи пријавата и во прилог сите пресуди што ги спомнав погоре со дополнителни списи за водените судски постапки, и затоа во овој случај јас предлагам ние веќе да не го натрупаме Судскиот совет со овакви предмети, него да опатиме странката, да представката и сите овие пресуди да ги достави до Судскиот совет, бидејќи се работи за проценка на дискреционо овластување. И ние без да потврдиме ништо, не би сакал сега да ги натрупаме институциите, поради тоа што имаме право да, но помене, подносителот ми е субјективен, може сам тоа да го направи и изгледа дека е упатен во тоа што го пишува во представката. Ги цитира точно тие пресуди. Предлогот е пријавата кај нас да се отврли, предметот странката да се упати, да го користи правото да согласно законот исто може представка да достави до Судскиот совет.
Судскиот совет и без преставки треба да си ги заврши своите работи. ама. Не, во овој случај има конкретно пријавено, ги посочува 4. Сакам да речам и да нема пријавено, треба да ги следи сите Овие суди. 4 пресуди може, како што ги достават до кај нас, може до судскиот совет и судскиот совет Ама законот- дури поише од секоја втора пријава, значи 1,5 пријави се за судство. А прери ова, имаме ние некоја анализа до сега колку Па и правиме е за годишен доставено извештај. Правиме, за кажуваме. судски совет, дека све за судски совет обвинители испаѓа. Ама Значи и за луѓето судски- се, види сега, луѓето се најнезадоволни од тој сектор. Тоа е факт. Довербата покажува и тоа е уште еден факт. Но Ама факт не- е и дека секој што не е задоволен од пресудата имал право, немал право се повраќа. Мислам Да. и тоа Само- со години само- е така. Не. Граѓанинот секогаш мисли дека тој е во право, дека Да. тој е оштетен и така натаму. Значи, Не се посочени конкретни сомневања за конкретни суди, а опишува, значи, дискреционите влај не може така, треба овака. значи нема дискреција, Значи, тој судијата не е- одлучува по собствено верување. Не е ни надлежен, ни компетентен да го процени, а ние како институција да оцениме такви судски акти, значи судскиот совет по таква представка мериторно може да одлучи. Значи тој не посочува никакви сомнителни елементи од наша надлежност, само посочува дали постапувале судите. Јасно. Тогаш подобро да се упати, нека се обрати да процени судскиот совет дали дискреционото право е злоупотребено или не. Јасно ми све. Океј, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Кате. Предмет број 12792. Ова е предмет анонимен со почит рекетирани превозници и пријавата е од февруар месец оваа година. Истовремено пријавата е доставена до Инспекцијски совет, Министерство за внатрешни работи, премиерна влада, заменик председател за борба против корупција и криминал, Министерство за транспорт и врски. Наводите се со елементи дека службени лица од соодветен инспекторат ја злоупотребуваат својата функција, дека не им даваат лиценци за превоз, не, ајде да речем благо, ги рекетираат и во сето тоа е вклучен и друг висок владен функционер. Бидејќи ние немаме механизми како да ги следиме и на кој начин да ги потврдуваме овие активности, вака наведени активности, ние прво што направивме, се обративме до сите институции кои што претходно ги споменав, бидејќи сметаме дека се имаат поголема надлежност во однос на ова и доставивме барање да не известат што имаат они преземено активности во однос на доставената пријава. Морам да кажам дека Министерство за транспорт и врски одговори веднаш и дека Инспекцијски совет исто така одговорија веднаш, со тоа што Инспекцијски совет кажа дека пријавата е проследена до Министерство за внатрешни работи, исто и они немаат на кој начин да се справат со оваква состојба. Меѓутоа, она што остана како незадоволство од наша страна е дека Генералниот секретаријат, дека заменик председател за борба против корупција сега нели за добро владење и Министерство за внатрешни работи не одговорија на нашите прашања, па некаде околу јули месец повторно доставивме соодветни ургенции за преиспитување, односно за добивање повратни информации. Од страна на Генералниот секретаријат при владата не известија дека претходно немале добиено воопшто никакво известување барање од нас, иако ние уредно им ја доставивме првобитно доставената приписка. Но како и да е, на дополнителното барање сите институции се одговорија на нашето барање, со тоа што најмеродавно ќе го пренесам од Министерството за внатрешни работи дека веќе се работи на овој случај.
дека единицата за економски и компјутерски криминал е вклучена во постапувањето и превземени се полициски изведи со цел откривање на кривично дело, а соодветно ќе бидат и поднесени соодветни поднесоци до основно јавно обвинителство. Од таа причина предлагам постапувањето по овој предмет да се запре, бидејќи вистинско ресорно институција, односно ресорен орган, си ги има преземено активностите во своја надлежност, така што ќе чекаме понатаму да видиме што ќе се случи по овој дел. Така што уште еднаш. Вака сега. Добро, предлогот на Кате го ставам на гласање. Прво тоа да го завршиме. Да. Констатирам дека е усвоен. Сега вака. Значи, експертите што се одговорни за софтверот и за лиценците дојдоа за состанок, затоа што мораме да се договориме околу тие работи. Јас не знам, ако не да предложам првин пауза, да видам како ќе завршам со нив, пошто Ирена го договорила состаноков денеска од 2 сат. Па ќе ви пишам во групата како ќе продолжиме или да продолжиме директно утре, не знам. Како ќе се договориме. Затоа што и тоа ни е многу важно, знаете колку. Добро утре, мислам. Подобро. Утре. Од сега Окей. да одредиме час, дали ќе Да, биде да, исто пошто или веќе е ќе- 2 и кусур, да. Добро, Не, само тогаш да утре го во исто прецизираме. време, затоа што имам и од Сабајлето активности, утре во исто време како денес. Останува уште 2,5 круга, 3 круга, не полни. А јас имам уште 2 предмети. Е, па добро. Јас имам само Како и да. 3,5, тоа брзо ќе Да. заврши. Да, немаме брзо ќе некоја завршиме. активност- Некоја друга активност што може да се вклопи, бидејќи не предвидовме продолжување. Нешто Утре имаме состанок од 11 часот, мислам дека беше со па затоа регистарот не може на да возила. се присетам. Во 11 или во 14? Ирена, дали е тука? во 11 мислам дека беше. Ај, добро, ќе се искоординираме и ќе ги известиме медиумите колку ќе продолжиме. Колку ни е со возилата? Во 13 часот. Во 13. 13. Значи во исто време продолжуваме во 11 и ќе завршиме пошто е Завршиме, малку мислам, да. предметите. Да. И во 13 продолжуваме со регистра за службени возила. Ред. Договорено. Да се Ајде, достави пак повторно до сите за продолжувањето. Значи, да не се Еве ги забрави. да, следат. Да не се Океј, пропушти. ајде важи. Ајде. Океј, пријатно. Ајде, чао.